Здраво, живо поздрав од ресторан Ексклузив. Продолжуваме со серијал емисија за Куманово. Денес имаме интересантно гостговорника. По други пат ќе збориме со нега за интересни теми од живот на град Куманово. Али обичаено на почеток да ги поздравиме наши два пријатели на емисија, наши два подржувачи. Тоа е туристичка организација Златибор. Знаете, да не треба да ви кажувам, Златибор е едно прекрасно место. Препоручувам ви да го посетите од срце, поготово е се види летен период, убав чист планински воздух, мир, тишина и кој е спреман, кој сака да ужива во природни лепоти, ја го препоручувам Златибор од срце да го посети. Друг наш пријател на емисија од пред известно време е случување препарати на светскога познатога фитотерапевта Милета Манойловиќ. Он беше у Куманово два пати, а ми у нашој емисија ги рекламираме негови производи. Зашто ги рекламираме? Затоа што се стварно изваредни, поготово тие негови чаеви, мелеми, тинктуре. А во овој емисија ја ќе покажу два препарата. Еве го прв препарат. Овој е чувени препарат на Милето Манойловиќ, он се вика глукосан. Што прави овој препарат? Овој препарат, според професора Милета Манойловиќ, кој е на капсуле за диабетис, после 3 месеца, нормално с соодветен режим на искрено и пиење на овој чај, капсуле се фрлја и човек продолжува да живи нормален живот. Нормално, веројатно ќе треба да си го зима константно овој чај. Исто така е после 6 месеца редовно зимање на овој чај, кој е на инсулин. Знаете што е инсулин, тоа е тешка терапија за шикераши. После 6 месеца со пиење на овој чај и балансирана искрена по препорука на професора Манойловиќ, шикер се доведува скроз нормално, а тоа значи дека човек или болен пациент кој е био диабет ќе почне да живее еден убав и нормален живот. Тоа е што се однася за глукосан, а имаме уште еден препарат на професора Милета Манойловиќ. Ова е за вене, он се вика Веносан. Он е наменет за циркулација на крв на вене, спречава појаву крвних угрушака, тромбова. Значи, ово е за надворешну употребу, еден извареден препарат кој има проблем со вене, проширени вене, овој се масира и верујте дека стварно многу помага на луѓе кои имаат овакви тегове. Postoji mesto gde se tradicija čuva. Ovde svi mirisi, ukusi i slike podsjećaju na davna vremena iz priča naših roditelja. To je mesto na kome se budućnost stvara pred našim očima, ne prestaje da niče i da se menja. Mesto koje ide u korak sa vremenom, dok priroda ostaje netaknuta, čuvajući one vrednosti koje ga čine posebnim. To je mesto gde telo i postižu harmoniju, gde možete da se posvetite sebi i nađete unutrašnji mir. A svaki pedalj puta vodi do novih doživljaja i avantura. Ovde svako može da nađe svoj kutak, bez obzira da li je to urbana svakodnevica ili pogled na nepregledno zelenilo, šume, pašnjake i netaknutu prirodu koja zove na istraživanje. Ovo je mesto susreta generacija, gde se stare uspomene obnavljaju, a nove stvaraju. Na kojoj god da ste strani, uvek ćete biti na korak od onoga što vam treba. I još bliže onima koje volite, okupljeni u zajedničkim trenucima koji se pamte zauvek. Dobrodošli na mesto na kome se stvaraju nove uspomene. Dobrodošli na Zlatibor. Tradicija u srcu, budućnost u svakom koraku.
наша емисија за релативно брзо време е познат Кумановаc, еден од најпознати моторџија во наш град, човек кој цел живот му е мотор, пасија, живот и уживанција, Маријан Петровски Кикиш. Маријане, здраво живо по други пат. Здраво. А прошли пат зборима повише за ваш живот, за автобиографија, али секој во емисија ќе дадем акцент повише на мотори, на стари моторџија, на како се одвивае живот у Куманово с мотори, некак и сега, али на почеток, еве, ти кажа дека има живо да ги поздравиш некои луѓе од Старо Мало, кои си ги ненамерно испуштија прв дел на емисија. Па да, тои се луѓе кои требало да се спомнат по прва емисија. Значи, тој е Красе, ја го спомна као волан и тие работа, али не спомнам дека сме биле као деца сви заедно тие. Значи, тои се Тихо комшо, тој е Билјана, тој се Горан, тој е Бубе. Значи, тој се луѓе кои се биле новко комшија до мене, значи, кои ми пуно посветија пажност у мој живот. Значи, тој се веќином унутра и Маце, и доле Гојчо, значи, тој е Томе, исто комшо, испод мене. Значи, тој се луѓе кои се биле, што ви кажеш, нон-стоп каде си се движи у тај круг на луѓе. Сега останујев туја, што викаш ти, ресто туја Бриле, Дале, кои сме нон-стоп искачале. Бриле, да. Да, Бриле на касама момента моторџију, покојнога брат. Сега где е Брилето таму, куде е у Ебана? У Германија е. Цели си Да, таму. моментално е у Германија. Колку време таму живе? Па, може да има 10-на, 7-8, 10 Да, не сум го видеа, затоа викам. Да. Пошто од прошлиот пат тој се луѓе кои се нон-стоп искачале со мене, значи тој е и Горан Џиџа, тој ми е брат од Дујка. Значи тај круг на луѓе е бија туја, кои се нон-стоп биле. Мега, Оливер, исто е, да. Значи, тие луѓе Тој е Боро си дејава што има сендвичарови. Да, Борче туја, да. Значи, тој се многу луѓе испуштени, али сега морам да ги спомнам да не биде прва емисија, 3-4, тоа е било брза емисија, ми се седни и почни, веќе кад размислиш после луѓе кои се биле нон-стоп со тебе, а ти не ги спомнуеш. Значи, тоа е многу битна работа. Сега што викаш ти... Сега во кој спомнага Красе, да знае луѓе, тој е Красе фудбалер што играе мал фудбал. Да, малци играше фудбал, сега прави тие волани, некои навлаки, новчаници и тој, он наследи тоа од татка му, чедо беше, татко му покојни, Бог да го прости, мисли, добар мајстор за такви работи, кожни работи. Красе тој наследи фамилиарно и доста се сега проби, например, секој Куманово нема кој да направи волан, например да го обшија, тој е професионално се бави. Значи сега нема ауто кој не може да го среди с волани и тие работи. Значи дечко е добар, работи фамилиарно, он жена му, син му. Значи сви се туја. Работи си бидиш. Да. Сега да хронолошки па да се вратимо назад, да подсетимо за стари моторџија у Куманово. Куманово имало поголем број кои помалку ти ќе кажеш моторџија кои се активно уклучиле во овој процес многу одамна. Па гледај, туја у тој период, значи моја почетна фаза, мисли, ја кога сам веќе почнеја да се у овие воде да пливам, значи тој се биле Томе на мачета, они циндап возеше, многу бидна работа, овој на бициклисти што беше Трајко. Трајко, да. Покојни, значи Трајко имаше тој време Триумф 750 Боневил. Значи пази, тој се врхунски фирме на мотори у тој време. Значи овој имаја Томче Циндапа. Значи Чавка, значи доле куде цркву што седи, човек што го е програмирае машину за прање, што го Тито после му горење велење носи, тој е у Шамни церви произведена. Прва машина за прање. Тој човек имае Харли Девисон. Ово е многу битно за историју на Куманово. Џон Кенеди, председник на Америку, што ги ја дае Харли Девисони за праќњу на Титу, значи на Титу, 60 година, еден од тие 4 мотора е бие куде Чавко, кад су расходовани. Значи, тој се едини мотори биле на 2 ручке газ. Ем служи као декомпресор
и плюс служи лева ручка кад даваш газ, не само на десно, значи и лева ручка кад има параде да ти поздравляш, да ga држиш умерено газ, да не застане мотор. Значи тој мотор денески у Куманово. Још еден има Харли Девисон, тој куде некога неговога роđака, тој е негде на куде дивло населје, дечко седи, тој многу време не сам га видеа, можда 30 години случајно на Facebook прошли пут искочи тој Харли Девисон сликан. А овој друг Харли Девисон е куде Зоките Станичара покојно, куде сина му расходован. Зоките беше жив, га беше да га реставрирав, значи они га растуристав тој мотор, да га реставрирав и Зоки се помина тој мотор така остана. Значи друга работа од стари моторџије, тој су Перо Брко, што вози сега нели тој такси, покојни Бране Левар, Томе Шикишана, Бране Криминалац, Цмко, Гаринчо, Мире Поп, значи они су почнале со тие Пони Експреси, АПН-4, АПН-4, 15-ке, Владица Вацур посен купи 15-ку, па тој доваѓа Моме Касам со СМЗ, он беше голем белјаджија с мотори, милиција га мава, вама, слисто не мавале, и нас, али он е бија за тој време број 1 за бегање. Значи тој е Жике Пујко, спринта купи, и една многу битна работа, што ја памту, мислу тој памти сви, у тој време што су биле, значи Тозо, куде Русовско зграду што седеше, кафичи што држи слаб Тозо, Тозо, он доби преко Браво ли беше новина, не се сеќам, значи он доби Електроник 90, прв мотор у Југославију, дава га Копар Томос, поклон у новину, ама тој не е искочило дека тој мотор ќе дојде у поклон. Него имаше Јуниор, овие Томоси Јуниор, и имаше Спринт, 50 кубика. Оден пути доваѓа 90 мотор, 90 кубика, што тој не е видено нигде на наши простори. Ми се чудесмо на железничко стигна сандък од Копар поклон за Тозо и брата му, тој е био мотор поим. Значи не е видено нешто. Значи нема га на новине, нема га нигде, а стиса в Куманово. Фактички тоа е била атракција. Атракција, да. И сега, у тој време, што викаш ти, стари моторџије, што су биле Зоран Джо, у сушто работеше. Значи, он е меѓу постари. Пошто он имаја возачку дозволу 60 година. Ние не се не видеа исто. Да, пуно време ја не га видују, док беше у суд туја, нели, за заверке со Джану заедно. Имаше он тие BMW-ове, али 70 години, према 80, Джо дотеруја, сега не знам чиви су мотори биле, Honda 750, Four. Значи, пуно мотори е возија, сега дали на негови пријатели, дали нешто е било и негово, тој, неам појма. А негова чезетка била 250 у тој време. Пазите, сега кажеш чезетка јава МЗ, луѓе се смеја. Чекај, ти кажа дека на железничко станица дошле мотор. Било ли е народ тој да га види те дошли? Абе, тој су биле само луѓи кои су по мотор. Значи, тој се прво не веруе дека ја добија, а тебе ти стигне депеша, онај картица, од Копар, да викаш, треба да подигнеш нешто на железничку станица. Што да подигне, он нема појма. Значи, так не е имало кога мел ти пушти, или... Кој година бил? Тоа е било, ја мислам дека е 75-6. У тој време тоа е било појам така мотор да. Пази, тој ми изборимо сега 50 години уназад. Да. Значи, тоа е пола век. Значи, ти кад кажеш пред 50 години такав мотор, ти да паркираш на площад такав мотор, сви што су гледав, чуди се 90 кубика, ненормална работа. Тога се возеше МЗ-и, значи Бране Левар, МЗ имаше 250, МЗ Моме Касам имаше, Јаво имаше Брко, Зоран покојни, Славе, ушамни цеви, Јаво 350, Шикишана Томе Чезетко, Чале Црн, фрижидери што правим мало, Да. Чезетко, Славе Доротеја, Јаво 350, Сак чу поминаја се овој Бубе,
Пуно каде Соколано електроника работеше. Аха. И он исто возеше тој време мотор. Перо Брко, Перо од Мичета го купи 70 години, тој е 75-ту, 6-ту или 7-му, купи ga BMW. И на каде Врњачку бању направи собраќајку исто и он одвајга да не га најдесва Срби у Ендек, тој да испушти душ. Значи имало е пуно мотори у тој време. Ali спомнaju BMW, u to vrijeme u Jugoslaviju policiju, sve su bile BMW-ci, tako li? Да, BMW-и су биле, тоа е налагала Југославија, значи BMW-и да се вози. Мислам, тој ги подпише договори, Да. BMW се донесе за полиција. Volkswagen подпише, они возе со фиќовци, 300-ки, пошто сва бубе да вози, Volkswagen бубу. Тега у тој време. Значи, наска немава сва, актуелна беше буба. Значи, полиција с Volkswagen бубу да се појави, се тоа е, полиција 90-ти години беше запленила на човека од Скопје 850 BMW. Спортски вози републичка, не вози германци, ми возиме. Док да га слупам. Da. Значи, пази, имало е такви нега, а ти што викаш за BMW. Они тие BMW 2 комада бесва, па еден остана. И они се мењасва. Те, например, Ставре га вози, па покојни Ласте га вози, па Бране Шпанац од полиција, па Бране овој горе у зграду куде ацата што седи, совраќај Бране исто, тој е дечко прва лига бија у полиција. Едини он само каже, мараја, не правите проблем, терајте има. Овој друго, виде, Ставре, тој не мава човече до дупку, како мачка Čekaj, пацова. vidi, on to sjeće, koji je trgovski ili se djeva? Да, он ту е, он се помина сега. Помина исто, се, да, да, помина видиш, се. тако е С njega sve smo, posebno. да, с njega smo имале најголеми проблеми. Da, Значи с njega. bije mnogo strog. Но, па ти, Бране Лебар, ти што викаш, што сакаше да ме прашаш за брзо возење, нели? Да. У тој време кои су били. Па ти, Бране Лебаре имае најголеми проблеми и Перо овие с видето и с овој, како ми што сме имали. Они што вика, мотор иде, возач ga нема. Он Бране Лебар малјацак, скрие се у резервар, од Соколану, колку иде надоле мотор, куде црче пројде. Значи, тој су биле, тие времења е тако е било. Ако se vratimo na to, je svega interesantno je, vi kako mladi djeca ste pratili sve to, ovije stari motorđije, kako su se ponašale, kako su vozile, kako su razgovarale među sebe. Какви сте savjeti opivali vi od njima? Znaš, evo kako mlad čovjek, kako dete, da kažemo, od 14 godina, 13. Vi pažljivo slušate i... Пази, прво ти да дојдеш у тие кругови со нима, ти ga гледаш njega како некога идола. Значи, не е битно кој е. Значи, он е за тебе идол. Значи, вози мотор, тебе ти тој кеф, идеш, прати ситуацију, седиш од страну, гледаш ги нима док да дојдеш да створиш едно близину со нима. Значи, тој су луѓи биле, пази, так су биле многу јаки закони. Значи, тога е било пендрак држава. Значи, он те прво тепа, па те прашуе. Куде се ти смејај у тој време, значи, колко да си ти, како ти кажу, багабонд, ти не смееш да бидеш толку у тој време. Тега они су возиле, ако ти направиш белју, он ти дојде дома, извади те од креват и те носи у полиција, на пеглу. Чим те испеглав, дотерав те, измазнив те, пуштив те дома. Руке модри, ово е модро, ти јутре размислуваш, пали да право белју. Da, da. Значи, тако е било така. И тега, например, овие што се имале мотори, тега да те фати без дозвола. Боже, ти ќутек прво едеш. Не е како сега Njema se to je pravobranitelj, pa ovoj, pa Ама onaj, pa... не, бе, сега не смее да му дигне руку, да ga гурне, он вика, леле, повреди ме, тужите. Da, da. И сега, куде ти очекуваш? Ти гледаш, ај дука да ga фатиш у куќу, лопова, сега у овој време, ти мораш да му направиш ако тражи кафе. Пие му се сок, док да дојде полиција. Ти мораш да го угостиш njega. Иначе ако ти рипнеш да ga псуеш овој,
Ти ќе му платиш на njega, още да не он на тебе. Да. Што ти скрши ја врата? Као неурачунлив. Па да, бија луд, одија на главу, на руке, а не на ноге, и njega ќе го ослободи. Али ти ќе искочиш кривац. Значи, така е друго време бил. Фатиш и излупаш, па дое полиција га излупа, и те више нема да му текне. Don't wait for tomorrow. Live for today. Keep chasing the sunshine and go out and play. Listen, I wanna be there with you no matter where you go. Life is a table for two, and we're starting the show. Well, I'm gonna spread my wings and fly so high up above the clouds. You know that time doesn't wait for your dreams. We're living right here and now. Don't wait for tomorrow. Live for today. Keep chasing the sunshine and go out and play. Are you ready for it? Better take your shot. It's gonna do the things that you wanna do, yeah. 'Cause this time is the right time, baby. You're the star and this is all about you. Don't wait for tomorrow. Live for today. Keep on chasing the sunshine and go out and play. You know, don't wait for tomorrow. Live for today. Just keep on chasing the sunshine and go out and play, yeah. Don't wait for tomorrow. Live for today. Keep chasing the sunshine and go out and play. Бране е доста мала, тепан, Бране Лебар. Он е најше зулумџија бил тој мен. Значи он лети, прави... Чека, Бране, куди е седијата? Бране седеја се куде е направена нова пошта. Джамија. Тие стари куќи што беа сванели куде пошта. Туе Бране живеа. Тако е било тага. Значи туе момека се многу тепан. Покојни. Моме највише е мала. Моме и даваше отпор на њима. Значи он се и тепа с њима. Моме, куди е работа? Е он у Монопол? Не. Моме у Монопол, да. Беше едно време. Пошто он лезе беше у Монопол таму. Така. Најверојатно, али Моцо е бија друг, он тренираше бокс, он сакаше, знам едну анекдоту за njega, на Новгородички со как покојни Ласте беше га фатија пред девојке, он паркиран, угасен мотор, он стално бега.
И овој тап извади му клjuč и га гурнали, го ударили га. И овој му се супростави, тој криво му за девојке се да те некој мрцвари. Значи, Моцо е бија такав. Значи, он се супростави. И едини кој легаја, се Јоце дали ќе се на тој увреди или не, Арвач, он полицајца стварно га тепа на площад, требаше у биоскоп да идемо. Он га тепа овога, кажи га, Томицу, да. Томицу, али ту е и една голема среќа, он го искубаре шетку и можеше да ga наместу тепа гурнамо вамо тамо, али Јоце одлега роби за тој. И сега во интересантно, куди е бие пункти на собирање на стари моторџije? Куманово имало повише локации, али они куди се највише Па собирање? навечер се собирале највише на Дзач. Туку куди е браќа Мединовци школа и Браќа касно. ме Грицко куде е, Карши Грицка, нели више за седења тој Дзач. Така е, да. С тие крупни каменчиња, нели? Тој се собира сва, и моторџije, и овие авто што вози, брзи, без што прави цел. Значи, тој сме биле сви, веќином, помлади по овие, постари тој. Веќе кад падне ноќ, иде се куде реклама. Нели, оној зелен пијац куде беше, Да, нели да. имаше сладолед камеравка, нели продаваше сладолед до дрво, карше реклама. Значи, тој сме ми биле. И мотори. А веќе корзо кад ќе почне, идемо доле басамаци, што су карши, нели, скопски дуќани. Да. Деликатес куде беше, Да, стар деликатес, карши, нели, басамаци. Тој се оставljал мотори, а пред улаз на Стоколм си моторџije тој стои. Тој има обете, ово, оно. И оние решетке се куде што држи Мирче, онај А те кафич клуб. кафич, нели, тој Да. на плочке га направи за тој излаз на Стоколм што беше. Тој е, тој дел тие железа, тој допирамо се, тој има обет, тој све тие работи. Али тој е, например, у тој време, тој може да га каже, значи, кад ќе дојде време 11 и пол навечер, значи, тој мотори више палење нема. Значи, дали ќе дојде Шабан, дали ќе дојде Сали, дали ќе дојде Чело од полицајци у центар, он ти доваѓа колку е сат. Пошто гарнизон, нели, војни беше туја, Да. они поседив тој из војско со собија, што су, нели, капетани тој, и он види на нас куде сме соберени. И он, ќе дојде полака, так, онај станица гледа му го на 100 метра куде му свети овдека црвено. Дечки, што е работа овдека? Викам, ништо правим, ајде сиктеро тој дома. Добро, нема проблем. Рипаш на мотор да палиш, молим, што правиш? Викам, мотор. Не. Мотор ќе га гураш, знае куде се, до Кинокози. Па ќе се затрчиш, ќе седнеш на njega, вика, ако мислиш, ако га чуи, дом ќе дојде ќе ти извади од креват. Овај војни лица, вика, горе мора да спие, вика, сабале су на работу, вика. И мало е ред, бе. Како не? Ти ако се многу будиш, отиде у станица. Има грбкав стомак да ти го направи. Нема тој мрдање. Значи, тога не е имал, тога е пегла било. Значи, сега, на овие возења, ово што се дешава. Нема шанса ни да го скара, не? Да. А кои се тие стари моторџije кои бија најхумористични луѓе, најзапраканција да прави, најзаебанција? Пази, тој не може да каже, сви су заебанци. Тако е некој кој бија упечатлив у муабети, у шмецки шале. Многу са туе у игру. Многу луѓи се у игру. Значи, кад ќе седнево, 3000 глупости се прави. Значи, од тој ако има проблематика, сви бегамо доле куде у Проевци, онај парк. Пошто да не малтретира полиција. Тој нели беше онај бања ресторан, па поза бања имаше нели клупе доваѓа, куде кубо ноќе не смееш да возиш. Значи, луѓи спијат, дошли у бања. Хотел беше. И тамо каде чуе брчиш, 5 минута Марица доваѓа. Ми у парк. И тој седи, прави глупости, збори. Али нема брчење, нема ова. Значи, тоа е било. Али што викаш ти заебанција сваки ден не имал. 3000 провале, па ти што викаш, видете га прашуе кој е те што прави, вика мотор сам иде, вика. Сам иде, вика, знам га бране, вика, ја ќе му кажа. Он одма знае кој е мотор сам иде, овој најмалечек. Пјеро исто правеше проблеми горе куде со колано Брко. Сви су биле КСМ правија проблеми.
А ми после, тоа е елита, тоа е било, што да ти кажа. А какво ги била маршрута на движење на тие стари моторџии? Они што ти кажа Пази. од Заче, куде се возиле највише низ град? Пази, тој време што се возиле и папа, покојни Зоки, да, папа возеше у тој време. Виш ја забравеше njega. Значи папа туја Мишо, брат нели Кафицек, син ми што држи доле. Мишо го знаеш на пецата. Мишо, да. Да, на Злату син. Значи ми сме некоја подалека фамилија. Па ти И да не го забравимо тоа Срđan во Австралија што викаш. Срđan, да, тој е Срđan. Он зема, гледај, тој се деси. Он работеше у Искру. Правесува конструкција за Ирак. Они бесува и у Ирак едно време. Он иде у Ирак. Дали тага наши идесва да монтирав тамо. Да, они слушате у Ирак, у Либију, тамо Да. у странство. Али веćinom Ирак, значи југ турист, наши овие што су биле, значи тоа е било конструкција се носи. Па ти Ирак е изграден све од Југославија. Да. Значи наши шахте, денеске пишује, наши шахте Скопје, значи наши конструкции, мостови, све е тој правено од куде нас. Ти Искра, Лимарско, тој е работало све за доле. И многу пари има. Да, и Срđan кад се врати тага тој време, да купимо моторот, иде сме у Скопје, тој ти кажују, веќе пред ја да иду војска. Значи тој е 79-80. Значи, тага налетуе Цеце Нојковски, купуе Ендуро 250. Значи, купуе Джиле 250. Старац купуе 250. Ракац купуе 250. Значи, пази, так веќе... Чекај, кој старац? Горан ли старац? Не, Старац власно на бензинско. А, власно, да. Да. Значи, они купуев, последната ендуро, ја иду од njega га зимам, донасам га дома. Значи, тој време, значи, так почиња тај на малце поголеми мотори, нели, оној, временски. И так ја после, нели, ти кажа, у претходну емисија иду у војску, враќам се овамо, и тага наступамо ми, 84-ту, елита која влече до негде 95-6 влечемо конци. Значи, у тој највише смо ми постигнале, значи, у тој време за Југославију, за Републику Македонија, значи, почињамо Моме Пилко, Жгума, значи Моме, покојни Бојко, Бојко, он купи ЛТД 440 тој време. Значи Гоце, не, прво дотеруемо МЗ-ци, зимамо Јаве 350, и моцо тага у тој време кад ги купуемо тие МЗ-ци, Јаве, тој све, значи град се пуни со едно 25-6 МЗ-ца. Значи, као мотори. И тој се све иде у Ниш се купуе. Куде се напече, там иде му купуем. И јадан дан, за момента, доживле, значи моцо вика, кидемо ли да дотерамо, вика, мотор у Ниш, кидемо, седнујемо у автобус, идемо у Ниш. Нема МЗ. Што ги купимо? Јаво 350. А кога се купувало ништо е? На пазар ли мало или? Не, нови у продавници. А, у продавници. Да, у продавници. И улазамо с момента, колко паре јава, толку паре. Бројимо паре, каци ги на главу, пробу, нели мора да извадиш пробни таблици. И се враќамо надоле, пошто те границе не е имало. Да. И возимо у Грделицу. Моцо возеше, ја не е битно. Или ја возиш, он се и позади. И како возиш оној у Грделицу, нов мотор. Тој мотор крајна брзина 140 км назад. А ми возимо 70-80, нели, на макадамо, не. Да. И проваѓа авто, влече приколицу и оној вика овако е. А позади два спортски мотора и покажува ни човек што вози, нели, оној покажува. И само продолжуваме и мома вика застани, гурам и јас застани. Мајко му ја, вика, гледај луѓе што вози, ми јао вози. Дај да фрлимо дол, вика, да си идемо пешки. Значи, пази, тој се некои, пази, тој време, сак ти кад ќе видиш Ямаху, Сузуки, Кавасаки, тоа е било нешто, а сега е више друго време. А куде се возиле највише стари моторџije? Тој прашање да одговорим. Највише, оно гледај, тој е возено по центар. Значи, они се возиле киселу воду,
кад те корзони направив еден круг, туја на площад. Да, и да кажеме по кој знае кој путек не имало сообраќај по Не е имал. Така, сега, например, ти возиш мотор, празни улици, ти стари стике на Куманово ги погледни, Да. како никој да не живи у град. Ти така на 20-30 куќе, фиќо. На 20-30 куќе, 300. Да. Значи, пази, тој време не е имало возила. Значи, тега Куманово немаше ни семафори. Коju годину донесе сва одлуку да идеме у Скопје да полагамо, дали 80 нешто, дали 70, не знам. И сега да не идеме да полагамо у Скопје, за 3 дена намести со семафори да се полага у Куманово. 3 дена не имал, монтира се, бужи се, станјам се семафори. А какво е било дружење на овие стари моторџije? Дали се они посетувале у домашна атмосфера или ше света некоја другога? Па Пази. веројатно су се изродили некои кумства, побратимства меѓу тие стари. Паси, да, туја гледај се, у тој време, сви смо ми биле другари. И они су биле постари, сви другари. Значи, тој не е било како сега групе, кад ќе имамо вожњу, так ќе се соберемо. Ми сваки ден смо биле заедно. Исто и они и ми. Значи, ја дојду куде тебе да јаду, ти куде мене, куде njega. Значи, што имаш, подели со свакога. Не е тој било, сега ја бргну у джеп, изваду сендвич, што ги гледам. Он крка, онај глтак не де до njega. Нема паре да си купи. Так не е имало тој. Кршиш, даваш. Колку имаш, поделиш. Значи и гориво, ја у претходну емисију кажа, ти немаш гориво, ја ти ставу. Ја немам гориво, ти ми ставиш. Дома тубе мешавина, сипуе си идемо да возим. Значи тако се е живело. И мало е, што кажеш, една, како ти кажу, усвиена позитивна енергија. Не е имало преваре, не е имало... Али мало има и една друга позитивна работа кои тие луѓе, кад се седне на мотор, нормално и на ауто, алкохол нема. Нема, не. Тоа е Никад било не е правило, било, не. и што е добро за сообраќај за нима Ама сами. не е имало кафичи, маце. Да. Кафичи не е имало. Ти отвори се 3 секунде нини куде банку овамо, куде ловац. Отвори се седмица. Коњо пој куде мацата тост. И друго не е имало. Да. Еве Гоце, например, куде мацата тоста што работеше, човек прво 1000 кубика Кавасаки он дотера. Прв Кавасаки 1000 кубика у град. Значи, Гоцата не може да ga испуштука, дечко дотера 1000 кубика Кавасаки. Туја доваѓа станичар 400 кубика Сузуки. Значи, тој доваѓа после моме селјак ГС Сузуки, 1000 кубика. Тој доваѓа Маријан Чукаре, мој побро, 400 кубика Сузуки. Значи, пази, тој се времења кад ве стартујемо. Значи, јас имам ерема новога, Мишо зима ерема. Значи, така почиња тој буктање поголеми мотори. Значи, тоа е било многу добра работа. Значи, так да ти донесеш добар мотор у град, тоа е било како Space Shuttle да слети у град. Значи, тоа е било, сега нема, сега паре има, сви што сака купуе, нема он, како ти кажу, онај мерак, ти не спиеш цели ноќи, да горе на автопут се е чекало фешта кад се дотеруе мотор. Седиш по 4-5 сата, горе отприлике темпираш кад би он могаја да стигне. Значи, сви су горе на мост, како Тито да доваѓа. Такој се е чекало било чиј мотор. Значи, тој време, у тија година, значи веќе, што икаш ти, 84, 85, 86, тој су и покојни, Бојко веќе почиња, дечко, ЛТД дотеруе, Станишаров, ја сви дотеруемо, ја работам тега у тракторско, значи тоа е све било 85, 86, 87, значи тек доваѓат, значи Top Gun, GSXR 750, тек доваѓа Унитрак Жмара 750, тој се пали, у авион седнеш на Петровац, сат и пол Љубљана, слетиш у 9 сат навечер, до Сабаре чмаеш на железничку да фати црвен воз за Марибор, а не знаеш што купуеш.
Замисли, ти кој е тој 1000 километра горе идеш мотор да купиш. Али носите елан, носите Да, љубов. да, да. Значи, Тоа е било... страствена работа Да, по да. мотори. Сега ти каже, еј, што бе мотор? Пази, тој време и овој време не може да меримо. Значи, тој ќе кажемо покасно кои се све разлики у тие мотори и овие мотори. И сега, кад би повлекле црту едно генерално, кад би ставиле тачку на тој време, на тие луѓи, луѓе тие су биле страствени за мотори, тие стари. Они су живеале за тој да искочи да направи еден клуб, да ги види народ. Тоа е една неверојатна пасија и еден путока за живот е бија тој. Пази, моторе бија, како ти кажу, не е толку било колку што ќе направи круг да ga види в други. Него тоа е нешто што ти тебе исполнуете тој тебе. Значи тебе не ти е битно индијанка и еклер и шампита у рекламу. Тебе ти онај мирис те влече на бензин. Значи ти цел ден збори само за мотори. Ти идеш у Трст, у Италију, да купиш Делорто карбуратор. Па тоа е луда работа. Значи идеш ти 1000 километри со воз, по 2 дана путуеш на шине, па кад се скибнеш, још ти прави у глав тубудуп. Отише си карбуратор да купиш. Мора да признаеш дека ипак е бие осеќај кога ќе седнеш на мотор, кога ќе го запалиш, ќе направиш неколку круга низ Куманово, кога ќе те види луѓе, еден, двојца, трица, петина, па има некој убав осеќај у човек. Пази, гледа ти кажеш, јас сам стануваја, се ќе ти кажем на работу, подсети ме за тој возење. Јас стану 5 сабајле. Значи, еден дечко од Велес, Гавазов Горан, да ми беше многу близак пријател, остави ми Катану 750 Сузуки. Вика, нек стои куде тебе, вика, вози го што сакаш прави. Јас стану 5, каци го, облечу јакно, так ти не си имаја комбинизони, специјални чизме, специјални рукавице, као сега. Каци го, Тексас јакно или кожњак од енглеску донесен, некој облечеш и ти Куманово, Искрино, Прогорчински, Клинике, Ристовац, Бујановац, аутопут, так беше двосмеран, нели? Пуцаш до Велес, еду Микице куде njega, поседота кафе не се е пило како сега. Микице, куснеш нешто овој, спуца мотор, дојду дома, оно 10 сат. Измiju мотор среду, облече шорци и папуче, руки у джепови, цигаре в уста, искочиш куде реклама. Значи, не е толку било тој, што викаш ти, да ме гледа народ. Него јас сам мене да ме мотор, да ga ја извозу, да си напуну душ. Како сековија млади, пружам ги руку. Значи, има Дукати, има Ямаху, има Сузуки. Стави у приколицу, Серес Грчка. Извози, донесе, среди мотор, паркира. Тоа ти вика. А овие што викаш ти да ga гледам, тоа е... Да. Ви спомнасте дека се дотервале мотори од највише од бивша Југославија. Да. Не се ишло преку границу. Не. Места су биле Ниш и веројатно, кажа, Љубљана и други градови. Највише е била Словенија. Значи, највише Хрватска и Словенија. Значи, тој су пуно луѓе дотерале мотори. Значи, ја лично сам учествуваја да се довезем тие мотори и некои су биле и они сами да довезат. Тој су биле, има една работа, значи, на Жмар Унитраке, од Марибор донесе. Значи, прв GSX-R, моме селјак, када ga земе, онен дечко вика, што да купи, еден GSX-R купи, пошто тој е било врхунски мотор. Ми сме отишли у Крапино да ga купиме, куде Кумровац, у едни брда горе. Ти тој време мотор февруар месец мрзне. Ти ga возиш мотор од туја до Загреб.
седнуи на мотор. Па у Загреб и полиција да ме затвори. Ја возу оној што е за трамвај, онај шине, да. и ја тој видех гужва, нели оној луѓи работа, пладне, оној, и ја по оној куде е трамвај, лелека ме виде милиција. По мене, до железничка. Они од тој ме маа, ја бегам около мотора овамо. Среќа, доваѓа моме и човек поиде татко на газу на мотор што е на сина му. Човек е началник на Крапинску општина. И човек легитимација, пошто мотор не е регистриран. И он вади легитимација, он ме змази. Онда не е бија. Још да легам по Загреб. Состаквирава. Многу е било кажњиво така. Многу е било опасно. Тој е сам пред распад, ти кажуи, на Југославија. Да, пред рат. Веќе, што викаш ти, мотори дотерување. Значи, Моме Селјак, Топ Ган, GSX-R, значи... Тоа зборимо за време на Македонија или... Време е Југославија. Бивша Југославија. Да, Југославија. Овде збору пред распад. Пред распад, да. Значи, Емил Манас, значи, ZX-10, значи, он е од Марибор исто дотеран. Ми смо биле боре покојни с БМВ, товари мене и Емила, да го дотера мотор од Марибор. Значи, цел ноќ се возиш, 1000 километра, средуеш документи, мотор се проверуе све и поваѓа. И ти вечер у 8 сад си Куманово, 1000 километра. Киша те пере на аутопут. Нема застој. Заставим бензинско, тори гориво и цепај. Значи, тако е било така. Значи, не, многу мотори се тако дотеран. Многу. А не е било кој да се вози зимуска, ладно, треба да се облечеш. Абе, опрема за све треба. Ми не смо биле опремени така како сак. Значи, ми смо биле голи. Ти кад ќе паднеш мотор, ти си раскомбосан. Значи, тој без данјега. Значи, тој време и овој време су два различити света. Значи, у тој време, што викаш ти, 80-ти години, значи пред почеток, мислу пред 90-то, значи тега е бија најголем удар на мотори. Значи, у тој време. Најголем удар на мотори. Тега тие мотори су дојдени, што прошли пустике покажасмо, значи тега е бинаја тај најголем ек на дотерување на мотори. Али пасмо ми биле, знаеш, подручно. Значи, ти бегаш на полицију, земе ти га мотор у станицу. Значи, ако брчиш много, он ти га отера мотор у станицу. Значи, па и мало, још е држало оној комунистички систем. Значи, али па и боле било. Не е имало толку смртни случаи. Да. Не е било толку утепувања. Еве, например, ќе га спомну Јоце Жац. Значи, баќо кад погина доле, тоа е било 77-8, с на русевскога јаву купи го он и удари доле, ако памтиш, у зграду испод штуке, оно и тарасу на место се беше утепај. Значи, и мало е такви. Бајдурац, например, камион га исцепи, тркамо се ми доле, ја, он и Драган покојни штука с мотори, и Лало покојни, што отиде у Београд, нели он се помина, возеше автобус у Београд. Ми трки изведуемо, туја тркамо се по улице, али не е мало сообраќај, нема кој да наиде. Нема кој, мислу, не е како сега, што игаш ти, ти стаја дугме, иде право, он не гледа лево, десно, он брише. Кад су први дотерувани чопери у Куманово? И тоа е една убава традиција на тај спорт у Куманово. Значи, тај огранак га е донеја Горан Муја. Значи, Горан е бија, прво зема смо RX Kawasaki, на тие слике што се гледаше тамо он, дотера смо го од Скопје, и Дурак Боби, нели да га спомну, так куписо се, након тој, кој е сачител тие мотор. Значи, Горан Мујо продава га RX-а и дечко одма види дека не е тај
такав мотор спортски за njega, он си види човек, свак си најде што му на njega одговара. Али он е дечко такав бија, што, например, тој му одговарало да вози чопера, мислу, тој време не е имало толку луѓи у чопери увлечени, како сега, пошто он ги даде голем замах даде. Да, он едно направи ги на нима, еден добар филм с тие мотори и пуно ради njega бија ги дол, он е возија, тој јак е возил, тој, нели, тој тако иде едно по друго. Значи, Горане дотераја Пижон исто, Пижон Харли Девисон, 880. Кој пишал фудбалер што беше? Фудбалер што беше. Оживи у Лондон сега, да. Да, у Лондон живи. Негов Харли дојде у Сандак, ја му га склапа дома. На Пижона. Значи, тој Харли, ја га склапа. Горан зема интрудера, а моме селјак зема GSX-ера новога. Од Немачку и джипа и дојдева навамо. Значи, Горан почна с интрудера, па зема еден Харли Девисон, што смо ја и он на слику, нели, оној двојица што покажува. Значи, тој Харли Девисон и након тој купуе VMAX. Кад види он дека не се наваѓа у тој VMAX, а ја га наговори, купи VMAX, купи, и еден ден дојде каде мене дома, вика, ти ме на тереја, овој не можеш да вози, земи си га мотор, како бе земи си га мотор. Ја овој не возови. И овој мотор не е, вика, за мене. Еј, мајко му стар. Врти сучи, дојде еден дебелјко од Скопје, продадемо га тој VMAX. И он након тој, Горан зима Fatboy, али све нареден, кастом, од Германија. Значи, тој мотор е, коштаја у тој време 60-70 илјаде марки. Тој се паре биле. Но, па тој е да стан да купиш. И повише од И стан. повише стан, да. Да. Так доваѓа, нели, ВМРО на баш у тој време доваѓаше на власт. Он га дотеруја од озгора, Fatboy, значи, тркала, спуштен, седишто. Па мани тој, он га зима тој мотор, носи го у Африку, пошто он имаше куќу у Африку, и тамо му прави тој што ика као тетоваже, нели тие шаренила ово, оно, додава му тие работа и га враќа назад тој мотор. Значи, Горан е бија, значи, он е бија прав човек за чопери. Зашто? Таква јакна, таква кацига, такви фармерке, такви чизме, такви рукавица, таква мајца, такав каиш. И он улегна, он можеше да направи овдека многу големо групу, пошто он улегна у некои јаки воде у запад со овие, како што су Hells Angels и со овие. Значи, он улегна како огранак да го направи у Македонија. Како филијални, да. Да, тој ти е као огранак, тој ти е као дел од нима, да биде за Македонија. Али видиш, да го спомнам Бога, прости, не успеа тој. Да, Живот. тако и заврши он ненадејно и И сега, у овој поново време, ми нешто у прошли вече спомнамо, што вика Кумановци начинамо га те муабет, у ваше време, тој, у самостојност на Македонија, трке су биле веćinom tu низ град. сега, да. Трке су биле ван град. Значи, се су биле на автопут. Значи, трке су биле на автопут, едино што е била трка, тој е во пробишти по овој Радовиш, каде е овој. Значи, тој су биле драгстер трки. Али тој су на ниво на Република. Значи, тој су биле, наши су пуно учествувале тоја. Значи, Тони Фриц, он имаше Ямаху, овој Honda NSR 250 тркачку која е регистрирана. Скачка, лупаше му на njega пехари со тој мотор. Значи, Мишо Макс купи Ямаху 1000-арку, тој што го имамо на слику помаранџаст. Така е. Па го носисмо у Чачак, така, сервис е бил у Чачак, коне Маринковиќа, Милан Маринковиќ. Едино он ги е мотори сервисираја. Да. Ти не си имае сервис у Македонија. Значи ти мораш било кој мотор 400 км да ga ми носимо у Чачак, да ga сервисира и да се вратимо. И за тој сезону да си завршија. Па так покрај Милана запознавме го Балосава Гружа Ѓолета, што продава мотори, па тој дојде Ердин, нели, Ердин, да, на на Джигиза Джигиза брат. брат. Да, па он дојде, па он купи тој Ямаку, па Сики Шваба нов Кавасаки, тој купимо у зиму, у камион, главимо се 3 пат да го дотерамо
у децембар месец мога купиле. Сики Смилковиќ, да. Смилковиќ. Значи, туе Кавасаки се купуе. Претходно Ерикси се купуе. Значи, пази, тој време, тие возачи, тој време што се убиле, и навамо, значи, тој се е све. Перица Тајто, значи, GSX-R, нов. Пред тој с Перицу дотеруемо 750 Младеновац Београд. Идемо у Трки имаше тага Нови Сад. Ми бесме на Трку, тражимо мотор да купимо. Тој сам го први пут видеа Акраповиќ уживо каде му држи чадр на Хонду да вози. Значи први пат за тој срден човек. Значи многу работи су прошле у тој време. Али маца многу работи се прошле од тие стари моторџije и од овие понови каде што си бие и ти. Ипак меѓу тие луѓе и вас може ли ти да уочиш некоju разлику, например, у страственост на возење, у љубов према мотори или све е било на исто ниво? Малку деликатно питање. Гледај сега, ти што викаш возење на мотори у тој време и наше време и ново време. Значи тој су три време. Три време, да. У њињо време мотори не су биле брзи. Колку е била максимална брзина? Па тоа е 150 дори. Па да, тоа су биле мотори. Можда некоја си Honda тој Джо што го е возија можда и со 180. Значи Тони, директор на Козјак, Српчак, Да, Тони. Тони имаше, видиш, и njega ги испуштил. Z650 Кавасаки. Ми сме се тркале на аутопут авто и мотор. Значи Топ Ган вози BMW ауто, ја возу Кавасаки 650 с гуме излизгани. Ти можеш да мислиш кој памет у тој време. Значи тој мотор ја купуе Перица од Тонита и ми правимо трку од наплата, нели Куманово наплата, Така е. каде што беше стара, до рафинерију. Ти замисли тој време камиони ова. Па тија нема куде да пројду од посеб ти размислиш куде си рескирае. Ти улазаш меѓу два камиона. Умака се. Значи он е камион стиза. Ја немам куде да иду. Ја иду меѓу камиони и ти кога те улови онај вакуум, нели онај среќа што не те увлече. Ама тој с кој памет е било. Ти посем ти текне дека си, а овој провеѓа с БМВ на жуту трако десно куде е да продолжимо трку. Тоа се биле лудница. Значи, од тој време мотори, тај брзина и од 85-ту, 6-ту, 7-ту до 90-ту и тој су биле брзи мотори. Веќе 90-ту годину, туја веќе многу брзи мотори. И тие мотори су иште 300 и овие сега иде 300. Али голем проблем е било што тие мотори нема систем за проклизавање, нема АБС костице, тешки, нестабилни, а ти возиш 300. Сега е веќе мотор друга прича. Ти седнеш на njega, тик, добро кочи, добри кочнице, системи за овој, систем за овој, сега друга приказка, нов БМВ. Ти седнеш на njega, он те сам вози, сега може за која годину ќе прекрстиш руке, дадеш локацiju, он ќе те однесе. Значи, нега више ти возиш njega. И на трке ти е исто. Не е тој више како формула што е некад била. Што викаш Аритон Сена. Да, спомнаваме. Нема везе. Пред некој ден ја ти Сено. Ама што он ставија 10 антена на njega, регулира му га на компјутер брзину на рамни делови и за кривине. Зашто неверојатно возачи бија. Ама не са, храброст. правимо чисто га ова кој спод Да, нас. у Значи, ни контекстот. формула, ни мотор више не е исти што е бија. Значи, тага е била јака борба. Значи, што викаш ти, што требаше да ти кажу за, што викаш ти мотори, делимо ги на 3 дела. Нормално, ми у тој време дотеруемо најбрз ЗЗР, Перица тајто зима, најбрз Сузуки, значи, Емил Мана зима, ZX-10, Том Кета зима, Сачи, значи, пази, ти си бие у тој, Сачи е многу добар возач. Сега ги вози нормално, не у тие години. Значи, Сачи е добар возач. И Емил поготово. Па Емил е бија
ма нас чудо дете. Он само чека кога да го укеба, да го фати, да го тури на мотор, да му вади памет. И прават автопут. Издува ga 250 и он нека се скимне, он не знае ни име, ни презиме како му е. И тој више кад ќе седне на мотор. Свак не може Не, реално. па нема човек одија пешки, седнаја, возија се 100 на сат и он пут некој качи 250. Што викаш, тој нездрава работа, он не знае како му име. Дали е на небо, дали е на земју. Било кој не е на такву брзину, нагло убрзање. Друго е ти постепено, па ga возиш некоја с неделја, па се он навикне. Ти оден пут ga ставиш од позади, како цегер на грб, он човече не знае ни татка, ни мајку, ни улицу, ни број. Значи, тоа е... Сега, Маце, kad bi sublimирале све овие генерации, овие претходни, данашни, мислам, ти скоро си возија, на тебе, после толку години што си с мотори, кој ти е како моторџија оставија утисак дека е бија најхрабар, најустрашлив и едноставно кој не се плашија од стазу? Многу су проштени своју живот такви луѓи, али епе ипак Гледај, некој да го издвоимо. Пази, не смо ми... Сви су возиле. Значи, не можеш да кажеш, овој не е возио. И мало е, например, некој послабо вози, некој подобро вози. Мислам, повише, све си тражи искуство.
ако ти, например, по цел дан возиш, многу боле возиш, него кад возиш од месец дена еден пат да запалиш мотор. Не е исто. Значи, кој вози нон-стоп, значи, за тие можеш да пружиш руку. Еве сега, например, да земемо гасачите, да ga земемо ташка, да ги земемо, сви су возиле брзо. И Топган се тркаја, и Ташко се тркаја, и Мана се тркаја. Не можеш да кажеш еднога, да кажеш овој не е возија. Значи, тој се пушта, но тоа е све било кој мотор е појак, ти не си гледај кој е подобар возач. Значи, негде одлучува возач. Еве, например, на Петровац, у 1:30 ноќе се тркамо да тестирамо ЗЗР и тестирамо Јамаху на Ердина. Значи, Ердин го дава клучеви на Скачко, Жмара дава клучеви на мене. Значи, тоа е на крстета мотор. Ако сам ја по цел дан возија тој мотор, тоа е на крстета мотор бија. Стои куде мене, кад сакам га зему, идуш, ја там тркам се, заебавам се. Значи, ние не смо гледале, тоа е твое, ово е мое. Значи, зема мотор, идемо, тркамо се. Значи, у тој време, ти возиш 300 у еден преко ноќ. А фарнемош, обична сијалица, куде ти на 300, гледаш таму у далину Трепкачи Мирко Алфа с Рено 5, пуштија да видиш до куде ти трае трка. Ти на 4000 метра, тоа се 4 километра, ти се тркаш, возиш 300. И куде ти скрие си оној, гледаш да си прв, ти не знаеш до куде тамнина, ќор тамнина. И кад ги видиш, тамо негде Трепкачи, некоја сијалишка, оно пола Македонија дошла да гледа, у еден. Ама оно, што викаш ти, чуја од тебе, овој му завртеаме Кумановци, ќе се трка вњутре, Скопјани дојде, Прилепчани, Битолчани, Велешани, Охриđани, од Кично, Тетово имаше Андешко. Тој се све нареди како на стадион. И тој се тако биле трке. Што викаш ти, горе на Бумеранг. Па на Бумеранг сваки вечер трка. Ја не знам на тие мотори што ги е душа. Нон-стоп да се тој ак. Али кад дојде полиција, биде хаос. Ајде кога да направимо твој ранг листу на 3 моторџije на сви времења на Куманово. По твоја слободна проценка, не? Много е тој, не можеш ти да кажеш 3. Ти ја спомна Бране Левара. Бране Левара вие за тој време, да кажемо, Бог да прости, најлуд. Да. Значи, број еден кој не мисли. У поново време, многу су туе играчи. Многу су играчи. Многу играчи. Сега ме ставljаш ти у некоју... Да, непријатна ситуација. Непријатно, сега ако кажу, овој ќе каже, видиш, ја овој, тој сам работај, ја сам се трка. Пази, тој су, пази, ја сакам сви да ги спомнам. Значи, неќу никога да испушта. Значи, многу луѓи су тој, моме, што викаш ти, спомнамо га, Пилка, значи, Жгума. Па моме у тој време е возија и оден пут моца прави едну паузу. Ама тој што ја направија паузу, он е 3 пут надокнадија сега. Значи, он вози Европу, он вози скупови сви. Значи, тој време, пази, враќам се назад, Маце Хипик, моме кој иде се на Босфор с јавијем зејциве, на Босфор у Истанбул. Да. Пази, тој ти да појдеш такив... Тоа е храброст, да. Да, ти да појдеш такав мотор, двотактан, значи да идеш таму. Значи, тоа е, пази, ми Бугари, еве Скачка. Ја и Скачка седнемо, текне идемо у Бугарија. Идемо с Бугарија, ама така Бугарија ме со слаби. Немам ништо. Да, да. Он дојде да се стика, донесе тие црни апарати. Иска да се стика. Стикај се. Кажемо Моме Жгума е исто члан на Мечке. Не е он члан на Мечке. Не на Мечке, него он бие како исто еден на поинтересантни возачи, али да се надовршимо и на Мечке моторџije у Куманово, тоа е друштво кој на некој начин продолжува да го негуе тој традицију на спорт на мотори у Куманово. Пази, Мечке како тим,
како група на моторџија, тоа е една доста ценета група и на бивши југословенски простори, доста ги цени. Значи, они секу овој време, тој га ја исто спомнал пред малце, значи, ти ако облечеш елек у комунистичку државу, ти си банда. И ти едеш пеглу. Значи, полицијата те одма прибира. Ако види од троица повише исти знак, значи, као секо нај, нели, мечки и ова, значи, ти идеш, знае се куде, да седеш у канто. Значи, да видиш што е, кој си ти, кој те тој финансира, да не си против државу, ти не носиш Тито на грб. Значи, да го носиш Тито, нема проблем. Тито, ви омладинци, ќе каже. Океј, ама кога нема Тито, а стои горила, так си го најбаја. Значи, тако е било. Сега, након овој дел, нели, овој како проваѓа, значи, по-голема слобода е сега. Например, кој што сака да прави, нема никој брани. Значи, да не правиш ти криминал, а иначе возиш у групу, никоме ништо. А тога возиш у групу, си завршија. Значи, мавање колко сакаш. Значи, полиција, дали автопут, дали ово, ако те види у групу, обавезно те зауставља, али туја бегање. Никој не застане. Па дома кај дојде нек те тепа. Што да правиш? Ама тага тако е било. Добро, ипак и мечке су сега активни, да кажемо. Тој им беше поента на Муабет и пуно организирави хуманитарни акции. Да. И затоа свака ги час. Па гледа, тоа су неколку групи у град. Еве се за некоju годину се назад формирасо се још пар некои такој групе. Добро, Куманово веќе добро се котира. Али мечка су број еден сега многу, видиш, правив еден собир с сви стандарди. Значи све обезбедено, значи све заштитено, луѓи како да се извее, значи све организирано како треба. Значи да се доведе тие музички групи, да се тој све. Значи пази, тој не е мала пара. Тој не е само да си група, треба и финансии, спонзори. Ти треба да издействуваш, да отидеш кој некоја спонзора, лепе речи, па да ти даде нешто, да ти не е тој едноставно да му отидеш, ти не е тој криминал, автомат, дај паре. Значи не, ово е све убаво и све, али па пази, многу ги цени. Видиш, они путуе, не Босну, не Хрватску, некој денети, иде. Еве сега, например, може руку да пружи Горан Амадеус, музичар бија до пред 5 години. Човек е, они гледам тамо, пишуе све и свашта за njega. Али он, дечко од Куманово, не е битно дали он ван Куманово живи, у Куманово општина е. Сега ти не можеш дечка да го маловажуеш като он цел Иран проши. 10-12 илјади километра сам. Видив се снимци, пустиње, вамо. Значи ти сам да појдеш, тоа е ризик. Да немаш никога да ти се сложи, нема кој ти помогне. Значи пази ти да извозиш 12.000 километра. Тој не е заебанци. Тоа е многу, да. Значи тој човек свака час. Он вози претходни години, иде по Италија, по тамо Монте Карло, куде све човек може да проше 100.000 километра. Ако он вози, али мора му се пружи рука. Значи, али, друга, што вика, едно али, треба паре. Postoji mesto gde se tradicija čuva, a budućnost stvara pred našim očima. Mesto koje ide u korak sa vremenom, dok priroda ostaje netaknuta, pružajući mir i avanturu. Ovde svako može naći svoj kutak, u urbanom ritmu svakodnevice ili netaknutoj prirodi. Mesto susreta generacija, gde se stare uspomene obnavljaju, a nove stvaraju. Dobrodošli na Zlatibor. Tradicija u srcu, budućnost u svakom koraku.
И за крај пројде сат и 5-6 минута, Маце, размислуваш ти и стално го збориш, треба на тој наше прекрасно место на Джитепе да се направи една убава стаза која ќе му даде нову димензија на Куманово. Гледај, ја тој го збору с година, ми како Куманово, бар градоначалник, например, сега Максо, човек градски, не е некој тралала, значи он исто сака мотори, еве беше и на Скуп горе, значи човек испоштува, дојде, значи ја ценам такви луѓе. Тој човек, ако може, мислам, еден апел до njega, kad bi mogao da izdejstvuje, тоа Джитепе плаче за една убаву стазу. Не само што ќе биде тај стаза, ја влечу да мисли некој ради мотори, ја не може биш. Много малко. Али тај стаза на целу државу многу ќе допринесе. Зашто? Значи, тај стаза кад се направи, Срби нема стазу, Бугари нема стазу, Албанија нема стазу, Косово нема стазу, Грчка има Серес и тој не е професионално. Само Хрватска има на Ријеко. Риека горе, тоа е, значи Гробник горе, Гробник. значи Гробник е бијатак за тој време за Југославију, Неприкосновен. значи GP се е возило, тоа е едино формула не. Значи за GP е било добро. Док не би на тај пожар, 3-4 се запалисва и после нешто као ќе дозволил, но после се Југославија нели распадна, тој заврши тај работа. Значи кад би могало, тој не кошта мали пари, ја не викам не, али тој е еден голем плюс и за наш град Куманово и за целу републику. Значи деца кои вози, кои су професионалци, видиш га, бива га, може да искочи многу шампиони од овде код ови држава. Еве деца има од Македонија 2-3 кои возил мотори, нема куде да тренира. Ако треба да се трка Македонија се на ниво на Македонија, биле у Серес. Значи, ми немамо ништо. Значи, тој аеродром може да се направи. Нека има и една писта за бил. Тој може и картинг да се вози. И овија авто Тако е. Формула 3 што ја викам, или овија спортски. Значи може да се вози мотори. Плюс да платиш да тренираш. И хотели, и мотели, и ресторани, и све. Град ќе... Може да биде еден убав комплекс, да. Значи тој ќе биде фантазија туја. Значи нема мгла туја. Рамница е. Да. Значи он не мора го направи 4 километра и 500, нека биде 4 километра. Али знаете се води еден балкански шампионат, републички, тој мислу државан. Значи на Балкан на ниво, тоа е фантастично место. Али треба некој тој да га гурне. Они све зборе со една влада. Оние ќе прави, овие ќе прави, овие. Ништо, тоа е за тоа. Фала ти, Мати, што беше гост, сат и 10 минута, мислам дека заокружимо го овој Ја мозаик мислам, разговор. ова има многу, ама виш, кад почнеш да збориш, они ти дојде други с мотори. работи. Што да ти кажеш? Мотори су били и останали љубов на многу кумановци. Да. Сега наследува овие млади генерација и нека биде тако и у будуќе. Фала ти што беше Фала и гост. на вас. Толку за денеска, поздрав од ресторан Ексклузив и се не баје.